Не ме допши, ти не си ми подръжка, Добар ден на сите и добродојдовте дечки у 30-та епизода. Се поблиску се зголемува вредноста, информациите и количината на тоа што тука го зборувам у ова шоу. Моето име е Јосиф Дамјанов и ова што го гледате е да Better Nutrition Show. Начин како да ви помогнеме на вас, да ви инспирираме и да ви донесеме поголема вредност на патот до стекнување на поквалитетни животни навики и до патот на постигнување на вашата цел, без разлика дали е тоа, не знам, намалување килограми, зголемување на мускулна маса, подобро чувство, повеќе енергија, подобро здравје, бидејќи сметам дека вие што го гледате ова не сте наивна група на луѓе кои што не се свесни дека начинот на живот и тоа како мојот ден изгледа и како јас живеам, сум физички активен, се хранам, се хидрирам, влијае на опште добрата состојба. Она зашто денеска ќе зборуваме една тема која што исто така многу често ја среќаваме со Тања, среќавајќи се со многу од вас, а тоа е за пак поврзана со брзината можеби на одвивање на резултатот и делот кој што најмногу ни смета, тоа е споредбата со другите луѓе. Во принцип, многу често знаеме да се разочаруваме од типот што можеби некој кој што го прави и има некоја слична цел која што ние имаме, му се одвиваат работите побрзо. И мој совет што првично би ви го дал е никогаш да не се замарате и да се оптеретувате со тоа колку брзо се одвиваат работите и да се споредувате можеби со друг, затоа што секој од нас е различен метаболизам, секој од нас има различна историја, секој од нас има различна генетика, секој од нас има различен програм на исхрана, еве конкретно за тоа кога зборуваме, и затоа никогаш немојте да се споредувате со никого. И од друга страна, јас знам дека на секој од вас нема да му биде важно за колку време постигнал резултат, кога веќе еднаш ќе дојде до резултатот. Бидејќи ако не знам, вашата цел е да намалите 20 килограми, ако тоа го направите за 6 месеци, воопшто нема да ви смени ако се случи за 8 месеци. Така, кога ќе стигнете вие до вашата цел, воопшто нема да ви биде важно дали тоа било за 6, за 3, за 5, за 12 месеци, така натаму. Важно е да стигнете и ве дели континуитетот и посветеноста. Една друга работа е споредувањето на мажи и жени. И многу жени знаат да разочарано да констатираат дека слушај, мажите сте срекни, имате секогаш побрзи резултати. И да, тоа има логика и е така, но постојат причини поради кои што е тоа така и поради кои што вие не треба да се замарате. Едноставно тоа е природа и така не создала. И една од тие причини е што мажите секогаш носат поголема мускулна маса од жените. И не знам колку знаете, но мускулната маса самата по себе како ткиво троши многу повеќе калории во мирување, и затоа мажите на неделна основа трошат многу, нивното тело троши многу повеќе калории и затоа придонесува за побрз резултат. Од друга страна, мажите сме луѓе кои што не сакаме многу да експериментираме и сакаме некој да ни каже слушај, прави го ова, и ние сме како коњ кој што не гледа на страна и знаеме да се држиме можеби стриктно до некој режим. Од друга страна, жените се оние кои што сакаат малку повеќе самите да си ги контролираат работите и често доаѓаме и во случаи кои што се случуваат преговори, дали јас ќе можам не знам, викендов да ова направам, а дали би можела за ужинка ова, а дали можам ова или така натаму. Често знаат да преговараат и често сакаат да можеби скршнат од тој стриктен режим, и од друга страна имаат нешто кое што се вика PMS и ретко која жена на вистински издржува да не посегне по нешто што можеби ќе го наруши континуитетот и резултатот во тие периоди, али баш и за тоа практично немате никакво оправдување од причина што има начини како да се справите со тоа, и на крај крајва се заснова на тоа колку јак карактер сте. Конкретно зборувам за вас дамите. Имаме една статија на medium.com, барете Better Nutrition, конкретно зборуваме за
PMS и како да ги надминете тие некои работи и да ги избегнете појавите кои што се јавуваат во PMS и она со што ќе го оставам на крај, стварно никогаш немојте да се оптеретувате со тоа колку брзо се одвиваат работите, пошто пак ќе речам, секој е индивидуално, уште помалку споредувајте се со некој, значи гледајте да одржите континуитет и ја ви потпишувам дека некој мора да попушти, или ќе попуштите вие и вашиот карактер, или ќе попуштат вашите масти. Јас се надам дека тоа ќе бидат вашите масти. Така да, дечки, ви оставам тука. Ви посакувам убав викенд, одлично расположение, ви посакувам квалитетни животни навики и слободно коментирајте, не пишувајте ни понатаму, тоа е нашиот кислород. Прашувајте можеби што е ваша проблематика, што вие можеби сакате да дознаете повеќе и која тема можеби ви е мит во глава, дилема и така натаму. Јас и Тања ќе даеме се за да ви донесеме вредности, да ви помогнеме. Тука ве поздравуваме, имајте се и пак ќе речем убав викенд, убав ден и се гледаме во 31 епизода. Чао, чао.